Политичката нестабилност во Македонија сериозно го разниша бизнисот и затоа во земјава има се помалку странски инвестиции. Од Асоциацијата на странски компании со технолошко напредно производство, за Алфа вела дека на земјава и фали сериозен пристап до привлекување на странски капитал. Според Виктор Мизо, државата мора да го остави популизмот настрани да се огледа на земјите од регионот, кои обезбедуваат далеку подобра бизнис клима за разлика од Македонија. Немаме така наречена свежа крв, нови инвестиции кои дополнително ќе не позиционираат посебно во обкружувањето. Но ако гледаме нивото и вредноста на инвестициите во Србија, тоа е многу високо. Минатата година мислам дека тоа надмина дури и повеќе од 4,5 милиарди долари на годишно ниво, но ако споредам неколку други земји, тука би ги спомнал нормално освен Србија, тука би била Словачка, тука би била Унгарија, тука би била Чешка, тука би било Мароко. Дека состојбата со економската стабилност не чини, алармира и советникот на Стопанската комора Кристофер Сендрес. Вели дека политиката го кочи бизнисот и затоа Македонија нема стратегија за развој на економијата, која наместо да се развива за жал тапка вместо. Како држава мора да имате визија и стратегија и да знаете каде ќе ја примените таа стратегија. За жал политиката ги нарушува тие аспекти. Вистинскиот потенцијал на земјата не се остварува. Не постои стратегија за развој на индустријата, образованието, нема нови планови, нови визии. Како очекувате една компанија да инвестира во држава на која единствена аспирација е да стане членка на Европската унија? Многу луѓе ја напуштија земјата. Нема работници, нема фокус за да се надминат овие проблеми. Во последниве 5 години во Македонија речиси да нема политика за нови странски инвестиции, а уште помалку за грижа на веќе постоечките инвеститори. Но и покрај ваквата состојба, слушаме најава за нови концепти, политики како и фалење на кадар. Многу повеќе би требало да се има фокус во процесот на имање на стратегија, но истовремено активно работење на привлекување на странски инвеститори, бидејќи сметам дека можеби фокусот не е на тоа поле. Да, имаме реинвестиција на голем број на компании кои се веќе тука, но најчесто сите овие реинвестиции се делови од првичните 10 годишни планови на компаниите. Во првите 3 месеци од годинава, вкупните странски директни инвестиции во земјава изнесувале 126,5 милиони евра, а во споредба со истиот период лани, забележано е намалување за дури 10,4 милиони евра, и тоа поради лошото менаџирање со странскиот капитал.